Градоначалникот на општина Сарај Блерин Беџети признава дека трите платформи изградени во Скопско-рекреативниот центар Матка се бесправни и е против нивна легализација, но засега нема да ги урва затоа што тие веќе се во постапка на легализација. Кога ќе каже законот, ќе ги урнеме согласно законските постапки. Законот и во моментов кажува. Тоа вие го тврдите, не јас. Јас мора да бидам предпазлив за да не утре да се тужи општината и утре да има последици. На денешната средба со новинарите Беџети тврдеше дека на парцелите каде што се наоѓаат спорните платформи не се гради, затоа што тоа го утврдили инспекцијските служби на општината. Тој обвини дека град Скопје не сака да соработува со општина Сарај за да се најде најдоброто решение за развој и стопанисување со спортско-рекреативниот центар Матка. Јас ги повикувам сите институции. Не може ни градот Скопје, ни Петре, ни никој не може така на своја рака ако мисли дека може да зима надлежности и да постапува да оформи јавно. Од град Скопје пак велат дека ја охрабруваат општината Сарај да постапи согласно со своите законски надлежности кога се дивоградбите во прашање. Портпаролот на градот Валјон Сали ги потврди информациите на Беџети дека минатата година имало заеднички состаноци меѓу градот и представници на UNDP и Министерството за животна средина, на која се разговарало за еднината на Матка, без при тоа да спомене дали на тие средби присуствувале и представници на општина Сарај. Ова решение ќе овозможи заштитата на Матка и незиното управување да не зависи од градоначалникот на Скопје или градоначалникот на Сарај, туку од почитувањето на законот. Град Скопје не е тој кој што зима ингеренции, има институции кои што го прават тоа, а за јавното претпријатие секако дека е зборено и порано и со самиот закон за заштита на Матка тоа ќе биде уредено. Државната комисија за спречување на корупција вчера отвори предмет за случајот Матка, бидејќи, како што рече претседателката Билјана Ивановска, институциите се прогласиле за ненадлежни.